го одбележуваме светскиот ден на раскажувањето бајки преку еден разговор во кој што ќе објасниме која е возраста која е најопходна и дали всушност постои возраст кога се бајките во прашање, кога треба да се започнат веќе да се споделуваат, читаат до децата. Добро утро. Добро утро. Постои возраст? Постои возраст, секако. Најпрво да започнеме од важноста на бајките, зошто тие се важни воопшто да се читаат и пренесуваат бајките на нашите деца. Секако од најмала возраст е многу добро да се започне со бајките, затоа што кон детето веќе создаваме љубов кон книгата. Тоа е онај основен процес, но од друга страна ние стануваме преку раскажувањето на бајки нешто ново, чудно, интересно, имагинативно, стануваме поблиски со нашето дете и пред се ја развиваме таа врска родител-дете. Ве прашав дали постои возраст затоа што убаво е чувството кога и ќе прочитаме нека бајка со која што ние сме растеле и до ден денес. И ве навраќа на едно убаво, безгрижно време на растење, на детство. Ако треба уште од најмала возраст, велиме уште кога детето е во стомакот да се читаат бајки, ако таа е првата основа од каде треба да се тргне, тогаш веројатно треба и да се избере соодветната содржина. Каква треба да биде таа? Така, од најмала возраст добро е да се започне со читањето на бајки на нашите деца, со самиот момент дека ние како родители треба да се приближиме и таа доверба и близко со нашите деца да изградиме од најмала возраст. Уште од стомакот на мајката. Всушност самиот разговор, самото пренесување на емоции, чувства, начинот на кој се пренесуваат тие приказни на нашите деца, уште од стомакот предизвикуваат да се развиваат нашите деца уште во самиот стомак. Пред се да го смируваме бебето во нашиот стомак, а подоцна кога веќе детето ќе се роди, треба да одбираме какви бајки треба да им читаме врз основа на возраста на нашето дете или на кој начин бајките да им ги прераскажуваме. Бајките кои се со сликовници се одлични за предшколска возраст, односно за некаде 2, 3, 4 годишна возраст, каде што децата веќе следат и ги интересира што има на сликата и на кој начин сето тоа се пренесува. Ние преку сликата и преку начинот на кој ги пренесуваме, правиме одредени гримаси, пренесуваме емоции на нашите деца кога ги читаме, па ја глумиме сцената до некаде, им пренесуваме гушкања, ги доближуваме до нас, им кажуваме дека токму тоа гушкање е многу важно. Ние се доближуваме емотивно повеќе до нашето дете, а од друга страна го учиме на емоции нашето дете. Емоциите да ги препознава, емоциите да ги изразува и ги учиме на она што во иднина следи светот низ кој треба да прочекорат тие наши деца од мала возраст. Што го споминавте ова, имам прочитано дека бајките се основа подготвување на она што следува во општеството и веројатно главната причина поради тоа што е тоа така треба да се внимава и на содржината. Не велам дека треба само еден розов свет во кој што се е убаво и нема ниту една лоша особина, лоши луѓе и така натаму, така да расте, но веројатно и во представувањето на доброто и лошото треба внимателно да се изберат содржините. Какви треба да бидат тие? Што треба да содржат бајките понатаму во развојот кај детето? Дефинитивно светот не е само розов и не е само непријатен црн и лош, но тоа е животот понатаму, светот со кој ќе се сретнат нашите деца. Преку бајките, низ приказните, низ некое соочување со некоја ситуација, преку самовелите, па добрите луѓе кои поднесувале тешкоти, па потоа на храбар начин се справиле, децата учат начини како да се справат со тие тешкоти во иднина во нивниот живот. Од мали нозе, преку имагинација ги учат тие моменти. Од друга страна, учат
морални вредности кои се многу важни понатаму да ги усвојат. А тие морални вредности се учат од мали нозе и многу е важно како ќе им ги пренесеме на нашите деца, односно како што кажавте, каква е содржината. Многу пати како родители треба и ние да сме креативни и имагинативни, за разлика од она што го пишува во приказната, ние во однос на она што сакаме ние нашето дете да го научиме, која вредност сакаме да му ја истакнеме, токму таа да ја подигнеме со емоција, да ја подигнеме со вредност. А да не го заборавиме фактот дека преку овие приказни кога им ги читаме на нашите деца или им ги раскажуваме на еден наш начин во однос на возраст и во однос на нели карактерот на детето, што сакаме да го научиме, ние ги спремаме за светот понатаму, односно градиме една отпорност и способност за справување со проблеми и предизвици во животот понатаму, за да не дојде детето до ситуација нели дека се беше розово до сега, супер, ние си читавме бајки, мама и тато беа тука до мене, домот е прекрасен, ова е убаво, ова не е убаво, но во светот тоа не е така. Затоа после секоја бајка треба да постои убав разговор како детето ја разбрало таа бајка, што всушност почувствувало, што е поука за него, каква имагинација создало детето и што понатаму ќе понесе. Марија, се чини дека бајките од наше време се безвременски. Често знам да случајно да забележам и дека и во градинките, во предшколските станови ги користат како начин на кој што ги едуцираат децата, прецени ли треба да биде едукацијата, но ова е нова содржина. Ова што е тука од мојата десна страна, колку новите содржини внимаваат да ги имаат сиве овие елементи за кои што зборувавте. Така. И јас раскажувањето бајки и приказни, но ние психолозите имаме и терапевски приказни, кои се во насока на справување со одредени емоции, одредени предизвици кај децата, ги користам. Токму ова што го гледате тука е дел од мојата работа, Оно што вие го користите во оние терапевски приказни, затоа што кога ќе раскажеме приказна, детето секогаш ќе ја памети. А кога ќе одржиме лекција што е добро, а што е лошо, колку запамети, колку не запамети. Тоа се деца и сакаат да биде креативен начинот на работа. Преку игра, преку забава, имагинација, па да се смејат, да се радуваат, да им се задржи вниманието, но кога раскажуваме одредена приказна, па и правиме драма, со таа приказна децата полесно совладуваат тоа кое треба да го совладат, односно нивните неврони се така од предшколска возраст создадени и во школска возраст за да можат да копираат одредени однесувања, драматизации и начин кој го слушнале преку приказните. Децата имитираат најчесто, отколку што слушаат. Така да имитираат ликови. Затоа точно треба да се внимава што им се пласира како содржина. Ако треба да започнеме со бајките, како треба да продолжиме потоа во возраста, поради тоа што книгата треба да биде еден начин на пропратна едукација, дополнително настрана од училишните, предучилишните установи, од образованието. Од мала возраст, ако им читаме на децата бајки и приказни, самото дете развива желба за книгата. Самата желба за книгата придонесува подоцна детето да има позитивна слика за училиштето и за книгата. И да бара и пребарува што всушност таму нешто ново ќе сретне, некоја нова имагинација, некоја нова приказна или некои нови храбри лица кои може да му бидат идоли како да се однесува. Претходно препознавањето веќе на доброто и лошото исто така му дава увид на детето во училиште да го препознава сето тоа, како во приказната на не знам, грдото пајче, па да ги прифаќа различностите и така натаму. Сите тие предшколски едукации придонесуваат подоцна детето да ја засака книгата, од друга страна и да развие вокабулар. Кажавме дека и подоцна седнувањето на детето и раскажувањето што детето разбрало од бајката и што е тоа кое е битно да се пренесе, е исто така многу важно за подоцна и вокабуларот на нашето дете да го развиеме и желбата кон книгата во училиште. Да, и можеби најважното не го споминавме познавањето на македонскиот јазик за
овие, да речеме, нови генерации на деца, да. Да, во бајките тоа поле задржано, убаво опишано на наш македонски, убав македонски јазик, каде што и директно нели ги учиме толку и да тоа, и да не заборавиме дека самото читање бајки од најмала возраст ние даваме можност да се развива вниманието и концентрацијата на децата и тие деца подоцна да немаат проблем во воспоставување таа врска наставник дете и нели следење на процесот. Да. Марија, благодариме. Благодариме за гостувањето денеска. Се надевам дека вие, онака како што доликува, ќе си го одбележите и во вашите работни сесии денешниот ден со читање на бајки. Ви благодарам и секако, апсолутно бајките се дел и од нашата работа. Благодарам.